Два основни предуслова за уживање во возењето се доброто време и добар автомобил. Денеска го имаме на тест BMW 520 дизел со 8-степен автоматски менувач, 190 конски сили и X-Drive, односно погон на сите тркала. Тоа не инспирира да дојдеме во зимскиот центар Маврово, кој денеска не личи на зимски, туку на пролетен центар, а пустите патишта околу езерото ќе ни послужат како тест полигон за BMW 520D во М пакет на опременост. Возачот е сместен убаво на седиштата кои се извонредно изработени. Погледнете, не само што се добро изработени, туку се и трендовски. Оваа школкаста позиција на самите седишта ве држи суверено додека возите, но удобството е одлично. Пуританскиот дизајн на целата предница е потпис на BMW. На централната конзола и централниот гребен се сместени повеќе функции, но оние што се најнеопходни за возењето можете да ги контролирате преку мониторот осетлив на допир или преку веќе препознатливото овално ротационо копче. Воланот е робусно изработен и гломазен, но ви дава одлично чувство за целиот автомобил во возењето. Ова е лимузина долга скоро 5 метри. Јас сум удобно сместен на возачкото седиште, но да видиме што нуди на задната клупа. И просторот на задната клупа е многу добар. Можете да го спуштите и наслонувачот за раце, а гледате колку простор имам за колениците и за главата. Имате навистина одличен простор. Некако пред година и пол, кога ја возев М5-ката на Нурбургринг, има впечаток дека има многу помалку простор на задната клупа, но ова сега што е тука приложено е повеќе од добро. Но вистинската природа на BMW 520 се гледа во возењето. Благодарение на X-Drive-от се чувствува робусноста на целиот автомобил, како да го мелете асфалтот уште од почеток. Јас веднаш на почетокот на возењето уклучив во мод спорт, бидејќи BMW е спортски ориентирана марка. Па тоа ми дозволува малку и задниот дел да фрли и да се поигрувам со управувачот кога сум во големи свиоци и влегувам во нив со нешто поголема брзина. Но тоа е убавината ова е убавината на возењето на модел кој има 4x4 погон. Бидејќи во свиот кога влегувате со поголема сила на задните тркала, а излегувате со поголема сила на предните тркала. Секако дека ви дозволува малку да се почувствувате важни, бидејќи ви дозволува задницата да плови и да ја управувате со управувачот онака како што мислите дека треба да го наместите автомобилот. Инаку, целиот склоп на BMW е супериорен. На мене од оние премиум марки најмногу ми се свиѓа поради неговите возни својства. Едноставно, баварците знаат да направат извонреден автомобил. На прв поглед, дволитредниот мотор од 190 конски сили е мал, но тој е добро димензиониран и за погонување на оваа робусна каросерија, но и за да го издржи X-Drive погонот, односно погонот на сите тркала. Мене ме изненади што во
моето возење во кое поминав нешто повеќе од 600 километри ме изненади економичноста. Иако го возев доста агресивно, потрошувачката изнесува просечна 7,9 литри, што е за секоја пофалба. Но BMW 520 е бизнес лимузина и повеќето возачи ја купуваат за себе, а не за такси превоз. Па затоа можеби и не е толку битен просторот на задната клупа, туку е битно она што се случува околу возачот. А веќе реков дека пуританскиот дизајн на трешноста на BMW е извонреден. Нема многу копчиња, нема многу прекинувачи, но во секој момент знаете што ви треба и каде се наоѓа. И кога сме веќе кај опременоста на оваа лимузина, морам да споменам и да искритикувам неколку ставки кои не би смееле да отсуствуваат од една вака богато опремена лимузина. Пред се, немате влез, односно отклучување и заклучување на возилото без да го употребите клучот. Исто така нема индуктивно полнење на телефоните, што е сериозен пропуст. Ако под лупа ја ставиме оваа лимузина, можеби ќе најдеме уште неколку забелешки околу опременоста, но се разбира дека повеќе има плусови отколку минуси. Кога сме кај минусите, ќе кажам уште една работа, а се однесува до 8-степениот автоматски менувач. Тој работи безпрекорно, но ако имам М пакет на опременост, а М е најмоќната буква во светот на автомобилите, тогаш логично би било да имам и прекинувачи за менувањето на брзините зад управувачот, но тоа тука го нема. Секако дека може и мануелно да се менуваат преносите преку палката на менувачот, но мислам дека сино-белиот пропелер заслужува да има и шифтери зад својот символ. Инаку, забрзувањата се моќни. Иако е само 2-литарски моторот и има погон на сите тркала, тој забележува забрзување од стоечка позиција до 100 км на час за 7,9 секунди, што е респектабилен резултат. А што се однесува на управувањето, амортизацијата и целиот механички склоп на автомобилот, капата долу. Ми дозволува да се поигрувам, а тоа е она што мене ми треба и што го почитувам кај секој автомобил. Да ми дозволи јас да го управувам, а не електрониката да ми налага кога и како треба да ги сопре моите емоции или мојот стил на возење. Јас уживам во возење бидејќи на патот околу Мавровското езеро скоро и да нема автомобили, а затоа можам и полека да дрифтам и да уживам во преносот на сите 4 тркала. Веруваме дека и вие уживавте во овој пренос од Маврово. Ви посакувам се најубаво и се гледаме за 7 дена. Пријатно.